Гостиварци поречиси еден месец голгота од денеска конечно можат повторно безбедно да пијат вода од чешма. Одлуката на Агенцијата за храна и ветеринарство беше соопштена предмалку на пресконференција во Гостивар, а доаѓа откако и последните добиени резултати потврдиле дека водата е микробиолошки и бактериолошки исправна. Во Гостивар Елизабета Дамјановска-Спасеновска, Бети, дали ова значи дека и конечно се става крај на кризата во градот? Добар ден. Така е, Бурче, по добиените информации од пресконференцијата која што туку заврши, кризата на гостиварци која што беше предизвикана поради нечиста вода конечно ќе заврши. Ова не се мои зборови, ова се зборови на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов, како и на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов. Тие двајца заедно во придружба со представници од локалната власт во Гостивар, како и со представници од Центарот за јавно здравје од Тетово, денеска ја соопштија, пак ќе повторам, убавата вест за гостиварци по која што следуваше по околу приближно еден месец криза за вода за пиење. Покрај за пиење, тие секако ќе можат водата да ја користат и за приготвување, подготовка на храна и за користење исто така за хигиена. Меѓутоа беше препораката пред да почнат да ја користат водата, прво да остават да истече од чешмите, а дури потоа да почнат да ја користат. Беше посочено и на денешната пресконференција од кои мерни места биле земени примероци за да се утврди исправноста на водата, биле земени примероци од повеќе мерни места на територијата на целиот град Гостивар, а со цел да докажат дека водата е исправна за пиење и да ги охрабрат граѓаните, и како што рекоа и самите тука присутни на пресконференцијата, да ја зголемат довербата. По завршувањето на официјалниот дел излегоа надвор пред општината, односно во кругот на општината, и од градската чешма наполнија вода. Јас верувам дека од инсертите кои што ги подготвивме и граѓаните ќе можат тоа да го забележат, се напија вода од градската чешма. Исто тоа кажа дека конечно е ставен крај на овој проблем, меѓутоа порача од локалните власти да бидат сепак внимателни и во иднина да не дозволат да се случи повторно една ваква ситуација која што се случи ова лето, и тоа токму во за време на највисоките летни температури, кога водата е најнеопходна за пиење и разладување. Исто така беше посочено на пресконференцијата дека во следниот период, за разлика од претходно, ќе бидат зачестени проверките на водата за пиење, се додека не бидат сигурни дека веќе е се ставено во нормала и ќе почне како и претходно да се земаат примероци на истите мерни места. Па јас предлагам тука да ги слушнеме присутните на оваа пресконференција и директно од нив гледачите да можат да слушнат за што овде стана збор. Агенцијата за храна и ветеринарство ги известува жителите на Гостивар дека од денес, петок, 14.8.2026 година, водата може да се користи за пиење. Последните добиени резултати од лабораториските испитувања потврдуваат дека водата е микробиолошки и физичко-хемиски исправна, односно дека испитаните параметри, вклучително и количество на резидуален хлор, се во границите предвидени со правилникот за забрањата за квалитетот на водата за пиење. Со тоа се исполнити условите водата од водоснабдителниот систем во Гостивар повторно да се користи за пиење. Мерните места се бирани да е опфатен целиот град, со тоа што имаме мерно место од пред општина Гостивар, мерно место во болницата, мерно место кај полицијата, мерно место во Долна Бајница, во Циглана. Испитувани се маркети, бензински пумпи, ресторани, населбата Балиндол, детски градинки се испитувани во мерните места.
А земени се примероци воедно и од примарниот цевковод, така што кога докажуваме дека водата е санитарно исправна и безбедна за пиење од примарниот цевковод, секако дека и до граѓаните ќе стигне санитарно исправна и безбедна вода за пиење. Што се однесува до квантитетот на водата, јавното предпријатие Комуналец, градоначалникот, интензивно работа да го зголемат количината на водата за населените места каде има недостаток на вода и се интервенира во резервоарот во Горна Бајница, кој за кратко ќе биде во употреба, за да може да ги снабди количински 4 населени места кои имале низок притисок на вода. Откако во 3 последователни примероци не најдовме микробиолошки траги, водата денес е прогласена за безбедна за пиење. Сметам дека апсолутно успешно се А како едно подсетување за она што се случуваше во Гостивар, на 17 јули беше добиена забрана да се користи водата за пиење поради присуство на фекалии и зголемено количество на хлор во водата. Досега, според податоците со кои што ние располагаме, се заразени околу 5000 граѓани, а инаку од 19 јули беше прогласена епидемија. Од 21 јули владата прогласи 30-дневна криза за состојбата во градот. Екипата на Канал 5 ќе остане овде во Гостивар, а веќе во следното издание на вестите во 18 часот се надевам дека ќе можеме да пренесеме и дел од расположението на гостиварци пред нашата камера. Ќе ги прашаме и дали тие веќе од денеска ќе почнат да пијат вода од чешма. Така е, ти благодарам Бети за сите информации од Гостивар.